Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Имам гостинка во студиово, чие име е можеби најчесто споменуваните имиња во моите емисии. Ако сте редовни гледачи на емисијата Дневна соба, знаете дека имам рубрика Добра книга за добар ден и веројатно секој втор ден читам рецензии од неја. Например, еве, Теа, ако мој предлог за добра книга за добар ден е Теа, тогаш ќе ви прочитам дел од рецензијата на мојата гостинка. Ако мој предлог е Скршнување од Иван Василевски, повторно ќе го прочитам незиното име и презиме. Ако е Турунџула Каравлашки, повторно незиното име. Ете, затоа е најспоменувано име и презиме. Ана Витанова Рингачева, доктор Ана Витанова Рингачева. Добар ден, добре дојдовте во нашава емисија. Добар ден, добро ве најдов. Одамна не сме разговарале вака во студио, да. Но секогаш имаме повод. Така е и овој пат, а поводот се вика Чудниот сон на врапчето. Нешто прекрасно, нешто што ќе ги зарадува децата, за кои ова е наменето, се разбира. Зашто станува збор? Што е всушност ова? Освен што знаеме дека е сликовница. Така е. Најпрво благодарам за поканата. Поводот ни е многу убав. Тоа се, иако овде имаме само една сликовница, станува збор за 3 сликовници кои што излегуваат во издание на Просветно дело. Првата која што излезе Чудниот сон на врапчето, втората е Волшебната капа и третата е Детето со звезда на челото. Добро. Како дојдовме до овој финален производ, така да кажам? Во минатата, учебната всушност, 2017-2018 година, бев соработник на Просветно дело, односно во дејноста списанија за деца. Во списанието Другарче, списание кое што излегува за деца од второ и трето одделение, ја работев рубриката од Македонското народно творештво. Идејата ми ја даде главната и одговорна уредничка на списанието Другарче. Станува збор за Ксенија Маказлиева Трајчева, наша сограѓанка, така една жена која што е целосно предадена на оваа работа, на работата на списанијата и сето тоа што излегува како литература за деца. Таа ми даде идеја дека добро би било да направиме рубрика која што ќе го третира Македонското народно творештво, меѓутоа како, што, во која форма ќе биде сето тоа, тој дел ми го отстапи мене, да ја осмислам таа рубрика и да им понудиме нешто убаво на децата. Така јас почнав, размислував како сето тоа може да се адаптира на деца кои што се на возраст од 7-8 години, да биде приемчиво за нив, да биде разбирливо за нив, заради тоа што всушност децата се и најтешката категорија за која вие можете да пишувате и да создавате, а камоли пак да адаптирате нешто кое што треба да им биде блиско. Почнав со народните приказни, а тогаш народните приказни мене ми се во суштина фолклорот ми е научен предизвик. Тоа го работев години наназад по повод мојата докторска дисертација и бев научена, така да кажам, или бев така ми беше програмиран мозокот да ги гледам приказните од научен аспект, да барам матрици, да барам универзални матрици, да барам митологеми, тоа е една друга дисциплина. И не знаев дека можам фокусот да го поместам и сето тоа да се адаптира и да се направи за возраст на деца од 7 до 8 години. Почнав да ги правам приказните. За мене беше исклучително интересен периодот на истражување. Многу беше лесно да го земам Шапкарев, да го земам Цепенков и од сето тоа да вадам, да извлечам, иако е тоа море од материјал што тие го имаат собрано и објавено. Идејата ми беше да им дадеме на децата нешто што е помалку познато, а сепак интересно. Почнав да ги барам тие книги на локални истражувачи. Од Беровскиот, од Делчевскиот крај, од Прилепскиот, од Кавадаречкиот, од нашиот, од Струмичкиот посебно, заради тоа што мислам дека таму се крие вистинското богатство на фолклорот. Во тие некои мали книги што ги собрал некој истражувач во одреден регион, приказни кои што се оригинални, мотиви кои што прв пат ги среќавав, дури
научното истражување ме научи како да ги селектирам тие мотиви, а тука прв пат сретнав некои ликови, атрибути на ликови како се обработени и тоа ми даде повод и поттик дека ова може да се сработи и да биде убаво. Така почнав. Има и еден дел, тоа сакам да го кажам, интерактивен дел. Не беше идејата само децата да ги читаат приказните. Туку повеќе наменски е. Туку наменски, да можат да учествуваат во односно да бидат соучесници, така да кажам, во тој процес на создавање. Понекогаш, например, знаевме крајот да го оставиме недовршен, па децата да им дадеме за задача тоа да го направат. Или, например, имаше една многу убава приказна, ја памтам, Небеската принцеза, ја најдов во еден малтене зафрлен зборник мал, во кое што требаше браќата на принцезата беа облаците, па тие требаше да ги нацртат, да им дадат име. Значи буквално секоја приказна беше низ игра обработена или например од аспектот јазичниот аспект. Синоними, бидејќи они учат и тоа да го кажам, приказните ги односно задачите кои што одеа со приказните ги усогласував со наставната програма. За второ и за трето одделение, за да може да им биде во функција и на децата и на учителките кои ќе работат со нив. Да бараат синоними, да научат што се синоними, да научат што се ликови помошници, ликови противници, заради тоа што го има тоа црно-бело сликање на ликовите во приказните. И тоа траеше цела година. Другарчето излегуваше еднаш, понекогаш два пати во месецот, зависи како, околу Нова година и така натаму. Направивме околу 15 или 16 приказни и јас го заврши мојот ангажман со просветно дело и тога тргнав настрана некако. Ми стоеше во компјутер, се додека Ксенија не даде предлог дека тоа може да излезе како една убава, две, односно три убави сликовници со вака убави илустрации, тоа да им го понудиме на децата. И освен Чудниот сон на врапчето, другите се? Другите се Волшебната капа и Детето со звезда на челото, ги поделивме, бидејќи ова е еден вид едиција, ги поделивме. Во првата книга Чудниот сон на врапчето се приказни за животни или по светската терминологија басни. Втората книга се волшебни приказни, во кои што имаме волшебни ликови, волшебни елементи и слично, фантастични и надреални, надреални апсолутно. И третата се реалистични приказни, кои што ги има многу во нашиот фолклор и во тие локални мали заедници со убави наравоученија кои што им сметам дека децата ќе им бидат приемчиви. И ова изгледа мало. Мала работа, меѓутоа според твоите кажувања станува збор за огромна работа, напорна работа, бидејќи претпоставувам приказните биле многу подолги отколку што се овде во оваа сликовница и во преостанатите две. Веројатно се кратени, адаптирани, направена адаптација. Во суштина народната приказна, македонската народна приказна има долга нарација. Тоа е, значи, нели, знаеме нашите баби како раскажуваа во метри приказни и предизвикот беше да се не само да се адаптира на возраста, да биде приемчиво, туку да се исчистат приказните од архаизмите, од дијалектите, бидејќи секој дијалект мора да се, сите различни дијалекти мора да се адаптираат на литературниот израз, јазик, значи да биде тоа разбирливо за децата. Има еден обем на зборови кои што не им се познати, а и немате како да им ги објасните. Одат ли тие зборови, например, тие архаизми во оригинал, па со некаква фуснота? Така одеа во другарче, значи кога излегуваа, одеа со фуснота и да им се дообјасни, ама и до објаснувањето мораше да биде пак прилагодено на возраста на децата. Еве, например, тука има една приказна Ежот, кртот и лисицата, во која, например, се зборува дека житото што го собрале од работата во текот на летото, го собрале во едно кутле. Сега, бидејќи јас имам дома 9-годишно дете, не разбира што е тоа кутле. Не ја разбира таа архаична терминологија и доле во фуснота стои дека тоа е голем дрвен сад во кој што се собирало жито. Супер, значи на тој начин читателите, децата на таа возраст за која намената ова и предстанатите две го учат и јазикот на архаизмите. И тоа е едукативната функција беше на тие приказни, меѓутоа сега и на сликовниците. И јазикот, но и литературата да ги учат во симбиоза. Да кажеме, како е
со третата сликовница каде што се реалистички, нели? Да, таму е многу нешта. И претпоставам да одработуваат теми, простори, предмети кои кореспондирале со некое друго време. Како тоа сега се доловува на денешните деца кои живеат во време на компјутери и така натаму. Ќе ви кажам еден пример. Има таму една приказна убавата бела кошула. Во која што таткото го учи синот како од едно зрно, што е семе од лен, како ќе израсне тоа семе, како ќе порасне растението лен, за во иднина да направи убава бела кошула. И сега на детето, нормално дека тоа не му е јасно, и он се чуди, го прашува таткото, нели ленот има цветот некоја боја како виолетова боја. Вика, како може кога нивата е цела виолетова, како може да направиме бела кошула од таа боја? Да, потоа се чуди кога ќе се исуши ленот, добива друга жолтеникава нели боја. Тој процес јас не сум го запаметила, камоли пак тие деца да знаат, но откажувањето на постарите генерации знаеме нели како се обработувала ленот. И таткото му вика на синот, стрпи се, ќе видиш дека и жолтото ќе побели, нели, ќе стане еден ден убава бела кошула. Процесот, дури во самата приказна, ако е мала, ја направив така збиена, во таква некоја збиена нарација, да види тоа мало дете како од едно зрно, кое што подоцна ќе стане растение, па ќе се исуши, па ќе се излачат тие конци, како на крајот неговата мајка ќе искае на љубава бела кошула. Тоа е исто како јас кога и раскажувам на мојата керка дома дека татко и на времето кога бил на нејзина возраст или малку помлад, берел памук на струмичките полиња и тоа ни беше задача од гимназијата, од училиштето, така додека не набереш вреќе со памук, не те пуштаат. И рацете крвави, и го објаснувам како тоа изгледа. Супер. Тешка работа, меѓутоа производот е многу убав. И се надевам дека децата ќе уживаат во овие приказни, во овие сликовници. Сликовницата е нешто што недостасува кај нас. Се согласуваш? Се согласувам и морам да кажам дека не е ова нешто ново јас да го, нели, да сум таа која што го измислила, не знам, адаптирањето на фолклорни единици. Меѓутоа сметам дека е многу важен пристапот. Апсолутно. И изборот на фолклорни единици фолклористички единици кои што ќе бидат адаптирани на возраст. Ние имаме изобилие од сликовници. За жал, наоѓаме сликовници, да не зборуваме за тој јазичен момент со грешки, правописно непрочистени, лекторски недобро направени, или со илустрации кои што не им се баш приемчиви на децата. Децата реагираат прво на илустрацијата, бидејќи нивната природа е сензибилизирана баш најпрво да реагираат на визуелното, а потоа на тоа што ќе го прочитаат. И затоа сметам дека во тој еден хаос од литература за деца, ако можам така да се изразам, ова е едно мало бисерче кое што, дај Боже, се надевам дека их по својата убавина ќе се издвојат другите. Јас сум просто убеден дека ќе биде така, бидејќи оние сликовници за кои зборуваш, дел од нив имаат нагласа на комерцијална нишка, да бидат продадени, да се заработува од нив. Но, во ред, она што паѓа во очи покрај текстовите за кои разговараме, има прекрасни илустрации кои кореспондираат со самиот наслов и со содржината на секоја приказна. Кој е задолжен за тоа? Станува збор за млада илустраторка. Прекрасни се илустрациите. Александра Хаџинаумова се вика. И соработката со неа ми беше навистина, значи ми представуваше задоволство. Многу често знаеше да ми се јави и да ми каже: "Добро, од кај ги наоѓаш тие приказни? Не си свесна, не спијам цела вечер за да ги цртам." Од задоволство, заради тоа што баш се смеевме, тие едни принцези, како ги наоѓаш во приказните, а таа ги илустрира на еден преубав начин. Има Александра чувство за илустрација. Јас на почетокот кога ги гледав како ги илустрира волшебните приказни, бидејќи така почнавме, се воодушевував на тој нејзин пристап и не ми беше не бев најасно како ќе излезат илустрациите со животните. Бидејќи гледав дека ликови црта многу убаво, многу со тие убави меки линии кои што им се блиски на децата. Потоа кога почнаа да излегуваат басните, сватив дека и тука е навистина ги развива ликовите до перфекција. Има ли побоно нешто кога ќе се спојат двајца или две мајсторки
Така излезе на многу своите убаво ова, нешта. иако не се Мајсторот надева. на зборот и мајсторот на илустрациите, Така. кога заедно ќе соработуваат, излегува вака прекрасно дело. Трите сликовници наскоро ќе бидат промовирани и тоа не било каде, туку на сајмот на книгата. Кога? Промоцијата ќе се случи на 10 мај на сајмот на книгата во 12 часот на штандот на Просветно дело. И таа е првата официјална промоција на овие три сликовници. Промотори ќе бидат Иван Котев и Сузана Мицева. Во ова прилика морам да јавно да кажам дека благодарение на Иван Котев дојдов до најубавите, до најоригиналните приказни од Струмичкиот крај. И таа бројка што ја добив од него како приказни, најпрво за работа на мојот докторат, а потоа излегоа и дел од приказните ги адаптирав. Тоа е едно богатство кое што допрва ќе ни требаат години за да го истражиме и да им го понудиме не само на читателите воопшто и на истражувачите од оваа област, и на студентите и на стручњаците да видат што Струмица поседува како фолклорно богатство. Приредувачката Струмичанка, промоторите 20 струмичани, главниот одговорен уредник на Просветно дело е Струмичанка. Треба ли да очекуваме овие три сликовници да бидат промовирани и во Струмица? Јас искрено посакувам и се надевам пред струмичките деца. Па да, и тоа сакав да го кажам, значи таргет групата ни се децата. Јас имав едно многу убаво искуство во Радовиш пред минатата недела, на една манифестација посветена на децата. Имаше деца кои што, тоа беше една работилница со нив, како нивната креативна енергија е огромна, како таа се размножува и дава толку убави резултати, како ќе им дадете идеја, ќе им дадете лик, например, ликот на Камилата, ликот на Волкот и слично, како тие ги обликуваат тие ликови, како тие ликови прават нивни нараци, се измислуваат своји приказни. И сватив во тој контакт со нив дека децата се навистина жедни за вакво нешто, бидејќи тие, дури не ни дел од децата, дури не ни знаеа дека овие приказни се од баба и парабаба. Колку им фалат тие информации на нашите деца, тие сметаат дека јас ова сум си го измислила и сум го напишала. И викам, не, кога јас бев дете, мојата баба мене ми раскажуваше приказни, заспивавме со приказните. А на современите деца, дефинитивно тоа им недостасува, заради тоа што таблетите и телефоните се замена за... Супер, јас ви посакувам успешна промоција, знам дека ќе биде весело на штандот на Просветно дело, и минатата година бевме заедно таму. Беше секојаш е весело. Ќе има и деца, и тоа да спомнам дека на самата промоција има ангажирано деца од ми се чини дека од Вера Циревири училиштето, кои што ќе бидат баш како публика, меѓутоа со нив ќе имаме интеракција за да биде самата промоција поинтересна. Супер. Нека се множат ваквите убави нешта, убава нека биде промоцијата. Но имаме и уште многу теми за разговор, ќе ни помене емисијата. Меѓутоа, еве ќе поразговараме за нешто што е интересно и поврзано за тебе, а тоа е дека Ана Витанова Рингачова не е повеќе дел од Димитар Влахов, средното училиште, не е повеќе дел од основното училиште Маршал Тито, туку ни замина од Струмица и е во Штип на Универзитетот Гоце Делчев. На Филолошкиот факултет. На Филолошкиот факултет при овој универзитет. Претпоставувам, познавајќи Ана Витанова Рингачова, дека конечно се пронајде. Во право ли сум? Во право сте. Сме разговарале многу често за тоа. Немој во право сте. Во право ако јас ти се обраќам со ти, а ние сме пријатели, така е, во право си, Ѓорги, значи многу често сме разговарале на таа тема. Јас со многу љубов си ја работев мојата професија и додека бев тука и искрено морам јавно да кажам дека со многу жал заминав од Димитар Влахов заради преубавиот колектив таму и годините што ги поминав. Меѓутоа бев свесна дека морам да го направам тој чекор заради моето професионално усовршување и заради тоа што сметам дека моите професионални компетенции можат да се дуплираат или да се триплираат, така да кажам, во таа друга средина која што се вика факултет, односно универзитет. Искрено се пронајдов. Предметите кои што ги предавам се предмети кои што многу ги сакам. Станува збор за народна литература. Почнувам сега од октомвриот наредниот семестар 2019. Женскиот Томе Саздов. Така не. Комплимент. Така. Благодарам.
И тоа е нешто што навистина го сакам, го истражувам, докторирав на тоа и знам дека можам да го работам. И предметот кој што во моментот го исто така го држам, тоа се вежбите по методика на јазик и методика на книжевност и практичниот дел. Тоа е делот во кој што нели студентите полагаат, односно држат час во училиште и тоа е нивниот практичен испит. И во тоа се пронаоѓам многу си ја сакам професијата и сега за сега се чувствам Си ја одлично. сакаат ли студентите професорката? Па треба да ги прашате. Добра, има нешто кое предпоставам се чита од нивното однесување, од нивното однесување, да. Од нивните очи. Да, јас многу често им кажувам, значи никогаш не ме гледајте мене како професор, туку како некој кој што може да ви помогне во иднина да бидете добри професори. И секој мој совет треба да го слушате. Беше многу активна во Струмица, таква си и во Штип, и тоа хиперактивна. После имам едно прашање околу тоа, но како резултат на таа хиперактивност излезе и студентското списание при Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, Кула. Тоа е првиот број, излезе неодамна. Излезе на 24 април, кога имавме настан за промоција на факултетот, односно тоа беше, поводот беше распишан конкурс за литературна творба во поезија и проза на ниво на цела држава. На конкурсот имавме доста голем одзив и морам да кажам и да ја пофалам и нашата струмичанка Лилијана Ристова од гимназијата Јане Сандански, незината менторка Наташа Тофекчиева беа второ наградени. Навистина ми беше и мене задоволство. Супер. И на тој настан на 24 го промовиравме исписанието Кула. Како дојде идејата? Значи јас сум на факултетот неполни 5-6 месеци, баш разговаравме нели колку време сум таму и во разговор со деканката професор доктор Драгана Кузмановска, таа ми ја даде, не ми ја даде идејата, туку нејзина идеја дамнешна била да се направи некакво списание на факултетот, списание кое што ќе го работат студентите. Тоа да биде нивен простор, но едноставно немало простор за реализација на таа идеја. Јас се нафатив ова да го сработам, но како? Најпрво формиравме книжевен клуб на самиот факултет, Кула, клуб во кој што се собираат студентите од сите групи, од англиски, од германски, значи целокупна, сите групи од Филолошкиот факултет и се разговараат, се дискутираат, разменуваат идеи, мислења и слично. И како резултат на таа дружба произлезе списанието Кула. И сега околу името, морам да те спомнам тука тебе, како ми дојде идејата за Кула. Размислував како да го крстиме списанието. Светилник, будилник, заради тоа што студентите ги гледам баш како светилници кои што се издигнуваат над сите други и тие нивниот светоглед треба да биде на повисоко ниво од останатите. И ако се сеќаваш, не знам, ќе те вратам назад, кога разговаравме за Зенит, уште пред Зенит да го добие името, разговаравме како нели тоа списание би се викало и Мој предлог беше тоа. Ако се сеќаваш спомна, Кула, ама некако тоа ато да биде малце поголемо, повисоко. Не знам дали памтиш. Така. А ова дојде, студентите дадоа, бидејќи јас зборував за будилник, за светилник и слично, и они ми викаат, професор, ќе нешто како кулите, и јас се сетив. Аха, и така ми дојде идејата за Кула. Добре, ќе ви пуштам јас моја трансакцијска сметка за заштита на авторски права. Добро. Честитки за ова, изгледа прекрасно. Значи овде пишува Ана Витанова Рингачева, доцент доктор Ана Витанова Рингачева, разработка на идеја, значи твоја идеја. Да. Вака морам да кажам дека уредници, може да видите главен уредник, уредник и редакција се самите студенти. Значи тие ги сработија текстовите, се разбира со моја поддршка и поддршка на професорите од факултетот. Меѓутоа идејата ја разработив јас, нели, називот и слично, содржината внатре, рубриките кои ќе бидат, се со цел да им покажеме на студентите дека имаат простор каде можат да создаваат, каде можат да се искажат. Овде имате поезија, имате авторски текстови, од Еразмус програмата од размена на студенти, значи има информативен дел. Се на се, едно списание кое што мислам дека... Одлично, честитки за стипендиците, честитки и за ова. На колку време ќе излегува списанието? Планирано е
4 пати во годината, значи на 3 месеци, така, бидејќи сега завршува веќе, нели, мај сме, годината завршува. Вториот број сакаме да биде кога ќе почне наредниот зимски семестар, некаде во октомври. И затоа уште сега студентите имаат поделено задачи да почнат да работат, за да може во октомври бројот да биде готов. Ке се вратам на сликовниците, она што испуштивме да го кажеме, барем чинам дека го испуштивме, е дека тие излегуваат според програмата на Министерството за култура. Така, значи трите сликовници се во издание на Просветно дело. Меѓутоа, овие три сликовници заедно, заедно, значи сите приказни ќе бидат во една книга, која што ќе се вика Детето со ѕвезда на челото. Таа книга помина на конкурсот на Министерството за култура и веќе се работи на неа, значи на едно место да ги собереме сите три. А во таа програма на Министерството за култура помина уште нешто поврзано со Ана Витанова Рингачева, а тоа е? Тоа е мојата докторска дисертација за која што може 3 години веќе чекаме да помине на Министерството за култура и оваа година. Тоа за шаманизмот беше така? Така, оваа година помина шаманизмот во македонската народна традиција. Издавач ќе биде Нове Цветановски, Македоника Литера. Браво. И тоа ми е посебно драго и многу се радувам на значи, тоа е трета честитка од мене. Благодарам. Но уште многу треба да честитаме, бидејќи тука не застанува Ана Витанова Рингачева, веќе е активна на подготовката на новото издание на манифестацијата Средби под јаворите. Кога, каде? Така, оваа година Средби под јаворите Видое Подгорец 2019 ќе се случи на 7 и 8 јуни. Имаме многу убав повод, 85 години од раѓањето на Видое Подгорец. Неговиот роден ден е на 8 јуни. И така некако датите ги прилагодивме да може да бидат баш во очи и на самиот ден на неговото раѓање. Подготовките течат. Имаме новост за оваа година. Минатата година, знаеш, нели, ја возобновивме манифестацијата, а оваа година сериозно се посветивме и на тој научен дел за кој што сметам дека треба да го има една манифестација посветена на нашиот Балзак, како што го нарекува Киро Донев, Видое Подгорец. Научниот дел ќе биде на 7 јуни. Тоа е еден мини научен симпозиум, го нарекувам мини научен симпозиум заради бројот на учесници. Сакаме да видиме, да се испробаме колку можеме. Имаме најавено професори кои што ќе дојдат на симпозиумот. Тоа е во петок, значи на 7 јуни, а во сабота на 8 јуни е планирана посета на Колешино, на родната куќа на Видое Подгорец и активности кои што се поврзани со училиштето во Колешино, кое што го носи неговото име Видое Подгорец. Супер. Едва ја чекаме и оваа манифестација и уште едно прашање, дока е Зенит, кога треба да очекуваме вториот број? И тоа е нешто што паралелно го работам со сите овие активности. Вториот број на Зенит треба да излезе крајот на мај, почетокот на јуни. Еве веќе се прибираат текстови, се лекторираат текстови. Тоа го работиме уште со завршувањето кога излезе во печат првиот број, веднаш се зафативме и со вториот број и имаме солидна бројка на текстови кои што планираме да бидат и од франски автори, како што беше интервјуа, текстови, есеистички пристапи, поезија, проза, значи сето тоа е текстови од областа на уметност, од филмот и така натаму, и се надевам дека и вториот број ќе биде дури и подобар од првиот. Браво. Браво, не знам што друго да кажам. Се надевам дека ќе имам уште многу вакви убави поводи за вакви разговори. Честитки за сите тие успеси. Благодарам. Се гледаме во некоја наредна прилика и најпрви многу успех на промоцијата на трите сликовници на сајмот на книгата во Скопје. Благодарам и на вас. А ние одиме понатаму со емисијава со еден документарец на ТВ каналот ВИС посветен на печурките, на габите.